Најпрво благодарам, драги пријатели, пред се вредни и хумани луѓе, што ми е голема обврска и одговорност во сега и во идниот период, што од сите сфери на живење сте присутни. За мене, за мојот тим, за мојата семејство представува многу голема обврска. Јас денес полнам и 40 години од најмлад дипломиран геолошки инженер на Рударско-геолошки факултет во Београд, 41 години работен стаж. Во животот имав многу добри моменти, а некојаш и моменти за тага, али секојаш поразот, паѓањето го претварав во победа. На 11 јуни јас завршив скоро 1/4 век, поминувајќи 11 работни места до 1999 година во рудникот Бучин, 10,5 години генерален директор на Бучин и мој драг пријател е Бранко, председател на комората. Тогаш видов дека животот е борба, преку ноќ ми се случија многу работи, работев за државен капитал, успешно работев. На 11 јуни по политички одлуки, нажалост локални, морав мојот живот да го менува. И затоа тогаш решив Црни Ванчо не ти е местото ниту за во државна компанија, затоа што те сменија, не ти е местото ни оваа во политичкиот живот, затоа што не сакаш да се променат, а немаш придонес во тоа. И јас тогаш ја донесов мојата одлука, покасно ќе кажам, да се бавам само со приватен бизнис, и од тој ден, 11 јуни 1999 година, јас се посветив на мојата приватна иницијатива. И се формира Адора Инженеринг, значи фирма која што изгради огромен број станови, која сврте огромен број капитал, вие ќе кажете тие бројки. Јас сакам во името на сите да прашам дали за тој успех и за тој успешен човек Ванчо Чифлиганец, тој успешна жена. Па знаете, дамите, жените секој са движечка енергија кај секој вистински маж, кој има тука многу и сите, али тоа не е фраза кај мене. Јас мојата сопруга, ако нема љубов, не може ни во кафана да седеш, ни во ресторан да седеш, а мојата голема љубов е Данка, подле 44 години од девојка, и пред тоа на 10 години само се оближував оти некојаш да биде девојка и сопруга, значи тоа е над 50 години. И тоа ми беше вистинска инспирација покрај сите мотиви и мојата девојка и сопруга, љубовта, иако во некои сфери на живење сме различни, а некојаш различноста, кохезијата е поголема и до ден денеска си е многу сакам, а веројатно ми она сака, и тоа ми е еден мотив плюс, се што помислам во животот да успеам. Али не е само мојата Данка, сопруга, имам јас уште една дама, жена, која 12 години е со мене, и за во приватниот бизнис голем успех има и мојата ќерка Драгана Чифлиганец. Значи тоа е втората дама, жена. Исто така, овде ми е и синот, 2-3 години, кој голем придонес дава во фирмата. Значи семејството не е тоа, нигде нема идеално, нема одлично. Јас сум задоволен да биде многу добро и мислам дека ако биде многу добро во семејството и во успех, ќе имаш успех и во бизнисот. Затоа на моето семејство, на мојот тим и на сите поддржувачи кои ме мотивиравте, поддржувавте, и тоа е хуманост, и тоа е филантропија, ви благодарам, драги пријатели. Еден аплауз за сите добронамерни луѓе. Куќата не почива на темелите, почива на жената. Аплауз, јас го поставив прашањето за жената, да ја поздравиме. А ти вртиш вамо тамо. Добро, значи, два периоди во животот, два развојни учим. Јас можам да кажам ева неколку збора за господинот Чифлиганец. Го запознав во време на почетокот на 90-тите години и ми изгледаше како нешто невозможно. 33 годишен човек
имаше таква акумулација на функции да денеска новинарите би те расчеречиле. Професор, доктор... Имам искуство јас. Така, професор, доктор, генерален директор, пратеник, други функции во боречкиот спорт и така датаво и така датаво. Значи, тој е периодот што завршува тука, еден успех со Адора. Шо понатака, господине Чифлиганец? Имате ли после сето ова и 64 години на плетите желба да размислувате за нов циклус? Па, јас сите сме ние искусти, од многу вас овде учам, и кога зборуваме за филантропијата, јас сум само едно мало камче во таа филантропија, има тука и помали и поголеми, битно мозаикот да биде. И мислам дека можам и од многу луѓе сам совети учил, али тоа што рече мојот драг пријател, сум имал повеќе функции и бев и тогаш успешен, али 2002 година која формирав Адора инженеринг пред нешто малку повеќе од 16 години, реков, веќе јас не ми е место во политичкиот живот, не ми е место во спортскиот живот и ред други работи, единствено ќе членувам во бизнис заедницата. За тие 16 години, мислам, бев најуспешен. Од 20 вработени доаѓавме до 500 вработени, сега не има помалку. И, драги пријатели, не тоа е пофалба. Направивме за 16 години 7 пати најуспешна компанија Адора инженеринг во овие 16 години, меѓу првите 25. Финансов економски обрат направивме околу 300 милиона евра. Стандардите на високата градба гадежништво, не еден чекор повеќе ги подигнавме, се приближавме со европските и станавме европски светски брендови. Значи, придонесот е многу голем во тоа и затоа не е добро со повеќе работи, не сум против политичари, политика, али ако имаш афинитет огромен во бизнисот, најголемиот придонес е да вработиш 500 луѓе, даноци, донации, како сите што даваме. И мислам дека направивме за овие 16 години со тимот на Адора инженеринг, со сите вработени, со семејството, со подршка, со бизнис климата во Македонија што владееше, што владее и така натаму, еден бренд во високата градба. Што понатаму? Јас имав две основни професии, тоа е рударството, со шлем 25 години, 15 со градежништво, 40 години со шлем. Се еволуира во животот, влеговме со бизнис, Адора инженеринг во финансио, скромно во финансио сектор, не е тоа за криење, не е тајна, ние носиме и среќа и благосостојба во нашата најголема, најуспешна банка со потврден, со етаблиран менеджмент во Комерцијална банка. И за секој случај, драги пријатели, веќе сме во години, бар јас и дел мало од овде, правиме еден европски, светски, старачки дом во Илинден, општина Илинден, едно од најперспективните, за година-две, тоа са за втора младост, од 200 до 300 луѓе, па може би таму да се видиме во покосните години, така да не ве канам, ќе направиме, али секако од бизнисот, тој што го работиме како тим на Адора инженеринг, ќе бидеме присутни и уште со добри стандарди, по квалитети и ќе има добро изненадување не само за Скопје, за Република Македонија и Европа, дека можат да се градат убави дела во Република Македонија и Адора инженеринг со тоа ќе биде присутна. Благодарам. Јас би бил најсреќниот човек кога не би помагал, кога би сите имале. Мотивот ми е од мало дете, кога знам како ме соседите, општеството помагало, и тоа ми е еден аманет животен. Јас со моите 3 плати техничарски сигурно не сум можел да отидам да студирам во Белград. Морав да земам еден кредит, стипендија од Бучи. И тогаш имаше сналажливост, како се доаѓа, не прописно земав уште да стипендија од Железара, со врска да ја вратам, и еден кредит, али после општеството ми ги ослободи, затоа што сум завршил место за 5 години, за 4 години. Мотивот е, јас би бил најсреќен да не се помага, али знам како поединци, фамилии,
општини, па и самото општество во Македонија ме помагала, мислам дека тоа не натера од внатре. Значи, кога имав кредити, кога бив во тешка состојба, помагавме. А и секако мислам, мозаико на филантропијата, македонската филантропија е многу специфична и затоа може би добро што го тоа истражуваше најголемиот јужнославјански писател Венко Андоновски. Тоа е кај сите нас присутни, не е дали имаш или немаш. Некој може со поддршка, со помош, со совети, некој со средства. И така натаму сега да не ги бројам овде, тука ги гледам многу стопанствици, ако ги набројам некој ќе испуштам, па ќе бидат навредени. Еве и семејството Заеви, имаше еден чичко, како јас се сеќам, хуман, помагаше, Душко Заев, Гечев, Бинчо, Свето, Хари. Дали, мислам, ќе биде непримерно, ако некој заборавам, али на некој начин, кога имаш, помагли. А тоа не ме прави среќен, реков, не прави напротив несреќен, али мислам дека ние денес и тоа го јас кажев, трчеме и на крај крајева јас зборував за една успешна македонска градителска приказна Дори Ждерик. Тоа го создав јас тимот, али на почвата плодна во Република Македонија. И затоа сакам тоа да го споделам. Тоа ми е од генот, од детинството, а тоа е. Почитувам премиер, пошто сите сме ние кои повеќе поголеми хуманисти, донатори, а и твоето семејство порано и сега са во донатори, хумани луѓе, па би рекол и филантропи. Оваа книга нека биде едно камче во големиот мозаик на македонската филантропија и вие како пример, идете примери да го шириме духот на љубовта, на создавањето и на добри дела за Република Македонија. Да се заблагодарам малку на сите. Секако сакам да се извинам на почитуваниот професор Венко Андоновски и на професор Гоев, што нема да можам да присуствувам заради другите активности, но денеска сум овде за да дадам потврда на филантропскиот однос и да испратам исто така јас порака по Ванчо, што ја испраќа почитуван наш општественик. До сите кај може да помагаме. Ние сме една мала, односно поголема фабрика, преточена во нашата земја Македонија. Буквално можеме со меѓусебното помагање да си го направиме животот да биде подобар за сите нас. Комплименти и се надевам ние помладите од вас ќе учиме да продолжиме да помагаме. Благодараме премиере, за нас е тоа голема врска. Почитувани пријатели, јас со големо задоволство ја прифатив поканата на мојот многу почитуван пријател професор доктор Ванчо Чифлиганец да ја промовирам оваа монографија за неговата филантропија подготвена од Венко Андоновски, еден од нашите најеминентни творци во областта на книжевноста и културата. Создадено едно дело низ кое се проткаени идеите на авторот и творечките подвизи на незиниот главен актер. За еден редок и ревносен, трудолюбив и со необична животна енергија, знаење и желби за творечки победи исполнет и остварен човек. Ова монографија е продолжение на првата книга на колегата Андоновски, посветена на Ванчо Чифлиганец, која што исто така имав чест да ја промовирам пред неколку години под наслов "Можеш и ти, само делата се вистина". Таа го одрази искрениот порив на Ванчо да се спротистави на еден обобштен шаблон со кој ние често знаеме да ги крстиме луѓето. Му вели на Венко при првите разговори пред таа книга Ванчо. Значи, доста ми е веќе од помислата дека луѓето може би ме гледаат низ призмата на парите што ги имам. Би сакал конечно да ме погледнат како човек. Во таа книга, претходната, беше втиснат гласот на храброста и на јасната свест за значењето на трудот, делата и творештвото воопшто што го исполнуваат човечкиот живот со единствена и незаменлива смисла. Венко Андоновски во оваа монографија на мощ неисцрпен начин маестрално, визуелно надополнет од Кочов и Дановски, ја представил обемната филантропска дејност на Ванчо
Фасцинантна не само поради материјалниот аспект, милионските вложени средства, туку пред и над се поради незината насоченост на подрачја во кои оди во пресрет на потребите на оние на кои доброчинството им создава барем малку среќа. Се цркви и други верски и јавни објекти, училишта, книги, спортски, хуманитарни и други активности и така натаму. Сето тоа е подробно документирано во книгава, која како биланс на Ванчовото доброчинство им е дадена на увид на сите луѓе со добра волја. Таа богата фактичка граѓа е доволна основа за стекнување на целовита сознајба за неговата филантропија во нејзиното есенцијално значење, многу подлабоко од вообичаеното поимање на филантропијата човеколюбието. Неа ја надополнуваат имено сите синоними на поимот на човеколюбие. Алтруизам, свест за заедништво, братство и братска љубов и така натаму, иако секој од нив има и некое потесно значење. Првичната цел на монографијата е да ги наслика ликот и делото на Ванчо според Андоновски како целосно нетипичен менаџер, сонувач и идеалист, кој од соништата прави дела. Човек ослободен од суета, кај кого самолюбието не може да биде мотив за објавување на монографијата за него и неговиот живот, штом вели сакам да ги охрабрам другите да успеат. Конечно, човек кој знае дека е среќен и богат по оној што дава, а не само оној што зема. Таа цел представувала за незиниот автор извонредно сложена задача што тој ја решил на безпрекорен начин и во книжевна, стилска и особено филозофска и естетска смисла. Така монографијата настанала ни симбиоза на човечките особини на Ванчо и на рецептивната сеизмографска моќ на авторот на книгата да ги споделува и препознава како своји неговите човечки вредности. Сигурно дека на Венко во тоа му помогнал со своите ставови самиот Чифлиганец, кој на едно место вели: нам на бизнисмените прва задача ни е да создаваме профит. Преку тој профит ние веќе помагаме за поубава иднина не само на вработените во нашите компании, туку и на целото општество. Но повеќето од нас мислат дека создавањето профит само по себе не е доволно за да заслужи титула општествено одговорна компанија. Потребно е многу повеќе од создавањето профит. Потребни се донации за општествената заедница, донации за подобар свет. Веќе самото Ванчово одредување на односот кон профитот ја демонстрира неговата природа на творец и работник. Тој вели: должност ни е да создаваме профит и на тој начин да помагаме, а не да профитираме по секоја цена. Придонесот кон општеството е во чинот на создавањето, а не само во остварениот профит. Со тоа во своите погледи врз создавањето нови вредности во Ванчо повлекува една резка граница која исклучува каква и да е морална јустификација на профитот што не се создава, туку се одзема, приграбува, стекнува од други и така натаму. Македонската филантропија низ примерот на професор Чифлиганец е и неговата фондација. За Венко ни оддалеку не покажува некои нијанси на сиво, зашто нема некоја масивна капиталистичка позадина која би подразбирала се нови и нови профити и така таа е сега за сега исклучиво бела, прометејска и непрофитна. Одразбира давање само од љубов и го исклучува профитот при правењето добро дело. Таква на Западот денеска речиси и да нема. Имаме работа овде со филантропија која е сосема автохтона, изворна, македонска и неспецифична за светските сваќања. Или како што Венко е нарекува капиларна филантропија од самата крв, во која чука едно невидливо за јавноста филантропско срце, како што е срцето на Чифлиганец и на Адора инженеринг. Венко на мощен суптилен начин го разбиструва односот меѓу општествената одговорност која кај нас полека почнува навистина мощне скромно да се пројавува на површина и човеколюбието и нивното заемно скриено несовпаѓање.
Одговорноста секогаш подразбира одговорност кон некого, спрема некого. Одговорноста е поим што ја предпоставува должноста. Човеколюбието ја предпоставува доблеста. Врз таквото суштинско разликување изведен заклучокот дека филантропијата на Ванчо се сведува на два мотива. Среќата што тој ја чувствува кога на друг преку најчесто материјална, но и морална помош му овозможува да биде среќен, и благодарноста кон општествената заедница и поединци кои не му помогнале додека тогаш кога не му била потребна помош. Според Венко, неговото човеколюбие може да се разложи или преведе во 9 клучни поими кои се корени, од кои таа бела филантропија расте, цвета и дава плодови веќе 64 години, и ги објаснува длабоките мотиви зошто тој дава и од благајната, како што вели Венко, и од благајната на својата корпорација и од благајната на душата. Тоа се Бог, храброст, посветеност, искусена сиромаштија, социјална правда, труд, спорт, знаење и патриотизам. Со вешто изведени широки потези, Венко создал една книга не само за филантропијата на Ванчо Чифлиганец и не само за филантропијата воопшто. Таа е книга за некои тревожни прашања на нашето време. Што се случува со човекот денес? Што се случува со општеството и со природата, од која што сите сме дел? Човекот е се поголем егоист и самотник, а вамо антропоцентрична филозофија, наука, уметност, култура го воздигнува до небо. Општеството се разнебитува, се дели, подвојува и тоне во песокот на селидби. Природата возвраќа на илузијата дека човекот е нејзин господар, претворен во безочен и алчен грабливец. И каде е спасот? Задача која е зададена уште во времето на првите филозофски филтрации на рационалната мисла, пријатели, од кои за нашата тема клучно значење има еден принцип што го дефинирал милениуми пред нас Протагора. Omnium rerum homo mensura est. Човекот е мера на сите нешта. Таа прва филантропска платформа низ историјата имала бројни поклоници и од редот на големи мислители и државници, кои ја чувствувале сета празнотија на моќта и власта без човеколюбие. Сенека, кој живеел на преминот на новата ера на христијанската цивилизација, во своите писма до Луцилии за робовите пишува: тие се робови, но и луѓе, тие се наши другари во робството, ако се помисли дека судбината има иста моќ врз нас, како и врз нив. По него и римскиот император Марко Аврелиј во вториот век од нашата ера зборува за човечкото достоинство, dignitas humana. Сите луѓе се роднини. Природно својство на човекот е да го сака својот ближен. За современата филантропска парадигма клучно значење, тоа е и нашата денешна, има умната заедница на две идеи од времето на почетокот на новата ера. Идејата на природните и вродени човекови права и идејата на приватната собственост, пазарна економија, предприемништво. За такво единство се залагаат либерално ориентираните татковци на новото капиталистичко општество. Најзначајниот од нив, Смит, татко на концепцијата за пазарната економија, во своите дела обрнува посебно внимание на поврзувањето на новите начела на економското уредување и постулатите на природното право, меѓу кои тие и правдата и еднаквост. После ќе говорам да ми го повтори. Како контрапункт... Знаеме ни. Не знам, ќе видиме. Повторувањето е мајка на знаењето. Како контрапункт на егоистичките стремежи на поединецот, тој ги поставува моралните вредности на емпатија, разбирање и еднаквост.
Заемна емпатија е способност да се препознаваат и признаат чувствата на другите членови на општеството. Неговиот homo economicus е представен како морална личност, а невидливата рака ги хармонизира потенцијалните антагонистички односи. Сега, во нашето современие, таа идеја конечно се проби како основен цивилизацијски постулат со Универзалната декларација за човековите права од 48 година. Ќе си дозволам да ја прочитам, затоа што содржи еден клучен збор кој е заборавен. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви во достоинството и правата. Тие се обдарени со разум и свест и треба едни кон други да постапуваат во духот на братството. Поимот братство кој го наоѓаме во паролите на француската буржоаска револуција, егалите, фратерните, либерте, егалите, фратерните. Збор кој е протеран од нашата лексика, кој е озогласен, кој е жигосан, затоа што као не подсетува на некој времена кога бил некаков збор на нас. Лустриран. Да, лустриран. Лустриран. Тоа значи избричен. Така. Не избричен, него обезглавен збор. Што е спротивно на разумот, на хуманите постулати што извираат од него како природни слободи и права. И еден друг збор е протеран од нашата лексика, а тоа е зборот единство, исто така живосан. А заборавивме кога го протеравме тој збор од еден исто така прастар принцип, цивилизацијско правило кое гласи ex pluribus unum, од многу едно, многу делови да прават една целина, од многу можни солуции или нешта да се избира едното најдоброто. Каде запревме ние? Згрозувајќи се пак од зборот единство како некаква еманација на некое подозгора дојдено насилство, застанавме на множеството, на плурализмот и тука се закопавме без да можеме да стигнеме до едното кое е според Емпедокле, едното е се, или во едното е се. Од тука се налага како клучна потреба на нашето време овој изворен облик на филантропија, како што е таа на Чифлиганец, да се промовира во општествен принцип, повеќе отколку како пример што би било добро да го следат и други. Тоа е можно ако создадеме еден нов систем во кој човечките вредности, трудот, работата, творештвото, предприемништвото, слободата на поединецот, способностите што ќе бидат еднакво ценети, ќе бидат ставени на пиедесталот на највисока вредност и цели на човештвото, на општеството. Чука последниот час кога мора да запреме, да се осврнеме на изминатиот пат, да го тргнеме се она што не било хумано, неразумно и така натаму, и да го менуваме системот кој создава поделби, делби, непријателство, омраза, да ја модернизираме државата и европеизираме нејзиниот економски, политички, правен систем, форсирајќи и како најзначајни општествени подрачја проектите на творештвото, на развојот, на квалитетно високо образование, наука, на технолошки развој, на благосостојба за сите според законот на праведноста што го има формулирано еден од најлибералните западни теоретичари Роулс, кој вели капиталистичкото општество е неправедно општество, што е несомнено. Меѓутоа, во тоа општество мора да владее законот според кој секој треба да добие еднаква шанса да партиципира во општествениот развој и богатства, и во кој со растот на благосостојбата на едни треба да се почувствува и растот да влие врз растот на благосостојбата на сите останати. Тоа веќе не е филантропија, тоа е рационален закон која води невидливата рака и ќе покажам со еден краток пример кој ќе ви е сигурно приемчив. Не знам каков е вашиот однос кон тоа.
Ако ние, например, ја задржиме ниската цена на трудот, меѓу најниската кај нас, нашите компании ќе останат без работници, значи без профит. Ако останеме на ова ниво на сиромаштија, а од тоа може да се избавиме со некој забрзан процес на евроатлантски интеграции, ќе останеме без народ кој ќе ги фати традиционалните преселни патишта. А сето тоа можеме да го оствариме во духот на братство, со многу работа, со творечки труд, совладувајќи ги сите предизвици кои стојат на овој пат на евроатлантски интеграции. Но да завршам сега со пораките на самиот Ванчо, тој ги имал вклесано во камен, кој е пред црквата Свети Арангел, Михаил. Вајр. А, како? Свети Јован, се извинувам, да се префрлив на нешто друго. А сега ги се втиснати во монографијата на Венко, во книга. Имаат русите добар израз, она што е напишано во книгата ни со топ не може да се растури. А тие гласат: животот е работа, работа и само работа со верба во Бога. Второ, како каменот што тежи на своето место, така и човекот тежи со своите дела. Трето, само делата се вистина, како Јас изразувам една голема благодарност до колегата Чифлиганец, што од сите колеги еве нашол, не знам кое образложение, веројатно има свое образложение, да ме покани мене. Не ме поканил сигурно како тоа што сум ректор на универзитетот, бидејќи има и други ректори на другите универзитети, веројатно нашол нешто друго. Он подобро го знае тоа, јас наискрено благодарам што дава можност себе да кажам неколку збора. Ја нема да кажам за книгата, бидејќи она што го кажа професорот Камбовски, мојот пријател, она што го напиша професорот Венко Андоновски во книгата, јас сигурно подобро не можам да го кажам. И не е вред да кажувам нешто, не можам подобро да го кажам, меѓутоа ќе кажам нешто што секако можам подобро да го кажам, бидејќи го знам колегата Чифлиганец 42 години. И кога ми даде покана пред неколку дена, минатата недела ми ја прати и книгата, ја погледна во електронска верзија, реков да напишам нешто, а потоа реков: абе професор, ако треба да пише за Чифлиганец, не ни оди таму. Затоа не напишав ништо, само неколку пораки што сакав да ги дадам до него и до јавноста, кои на крајот ќе ги прочитам се кратки, а сакам да кажам неколку реченици за успешноста на овој наш колега и зошто е толку успешен по една моја теорија. Прво сакам да кажам кој е тој професор Ванчо Чифлиганец. Тој е професор на Рударско-геолошкиот факултет во Штип, денеска се нарекува Факултет за природни и технички науки во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Елитна установа, една од најелитните установи како факултет во делот на високото образование во Република Македонија, европски препознаена по сите нивни атрибути. Тој е професор таму, е избран таму на Рударско-геолошки факултет во Штип, да биде јасно каде е професор. Значи таму е професор. Колегата Чифлиганец има завршено геологија во далечната 77 година на Универзитетот во Белград и неговата успешност јас се темелам баш на тоа што има завршено тој студиум што го има завршено. Тој е студиум на комбинација на природните науки, на техничките науки и на бизнисот. Студиум со огромна филозофска дисциплина во себе. Студиум кој многу ги развива мозочни синапси. Значи, изучувањето на геологијата, изучувањето на самите процеси што случуваат во универзумот, она што значи универзум, она што значи наша планета. Објаснувањето на процесите бараат длабока филозофска промисла. Токму тој студиум, учејќи од најдобрите, Ванчо Чифлиганец само во кратко кадар се појави професорот Јанковиќ, учеше од професорот Јанковиќ, учеше од професорот Карамата, од професорот Зоран Максимовиќ, маговите на надпорнешта европска геологија. Учеше од најдобрите. Убедливо најдобрите, тоа сите се академици, го зеде најдоброто од нив, али реков студираше геологија со која до совршенство ги разви неговите мозочни синапси. Затоа е толку успешен. Јас сакам да реферирам таа професија, бидејќи таа професија е исклучително важна и значена професија за урбаното човечко живење. Ќе кажеме неколку реченици за неговата филантропија, односно за неговата хуманост. Ванчо Чифлиганец не е Ворен Бити и не е Бил Гейтс. Меѓутоа, Ванчо Чифлиганец живее во Македонија. Македонија не е Соединетите американски држави. Меѓутоа, македонскиот дух, она што сме го направиле во милениумите наназад, како народ, во Македонија постојат неколку илјади манастири и цркви. Тоа е поголема филантропија од било што може да се најде во светот.
Ние веруваме во Духот, веруваме во Бога. Затоа зборувам дека ова што колегата Чифлиганец го прави, тоа е она најдлабокото од човечката душа што може да произлезе од нешто. И затоа јас за крај само ќе прочитам неколку пораки до колегата Чифлиганец и до почитуваниот аудиториум овдека, со кои мислам дека ќе го одрзам сето она што сакаше колегата Чифлиганец да го каже, сето она што е напишено во книгата и сето она што колегата Чифлиганец има намера да го работи до крајот на неговиот живот. Земи ја насмевката и дарувај ја на оној кој никогаш ја немал. Земи го зракот од сонцето и направи да одлета таму каде што владее ноќта. Ископај извор и избањај го оној кој живее во калта. Земи ја солзата и стави ја на лицето на оној кој никогаш не плачал. Земи ја храброста и стави ја во душата на оној кој не смее да се бори. Откри го животот и проповедај за него на оние кои не можат да го сватат. Земи ја надежта и живеј во незината светлина. Земи ја добрината и дарувај ја на оној кој не знае да дарува. Откри ја љубовта и покажи ја на целиот свет. Колега Чифлиганец, се надевам дека ги разбравте пораките. Знам дека длабоко во душата сте тоа што го прочитав овдека. Ова успев да го напишам за вас и мислам дека е доволно добро кажано за она што представувате, што знаете. Сакам да кажам дека јас ќе бидам доста краток во ова моје обраќање, затоа што веќе и концентрацијата ви попушта, а освен тоа ова е ден посветен на нашиот пријател Ванчо Чифлиганец и на неговата филантропија. Авторот е тука најмалку важен, затоа што тој веќе ја завршил својата работа во оние неколку стотини страници таму кои ги испишав за една година, проучувајќи ја филантропијата на Ванчо Чифлиганец. Немам намера да говорам за содржината на книгата, затоа што, како што вели мојот драг пријател од Русија, писател Евгений Водолазгин, кога ме тераат накратко да раскажам своја книга, како да ме тераат накратко да ги опишам пропорциите на мојата жена. Така што нема да се занимавам со тоа, туку ќе кажам зошто една ваква книга. Многу ми е некако драго што запознавајќи го Ванчо Чифлиганец, јас открив еден цел универзум, една планета Чифлиганец, еден човек за кој што сметам дека ги поседува сите човечки вредности и една од тие човечки вредности, бидејќи е успешен човек, е оној природен страв дека луѓето го сакаат заради тоа што е успешен. Тоа го има кај сите славни луѓе, го има кај сите богати луѓе. Славните се плашат дека стануваат мета на пријателства поради тоа што се славни, а богатите стануваат мета на пријателства поради тоа што се богати и така натаму. Но тие мислења на некој начин постојат и тие се навистина ги изразуваат стравовите на успешниот човек. Откако го запознав, јас си поставив себе си едно прашање. Бидејќи пишувам колумни веќе 38 години, а кај нас колумната е главно сведена на критика. Се прашав до кога ќе бидам хуманистички дефектолог. И ќе откривам само мани кај луѓето, само грешки кај луѓето, што и од една теолошка перспектива не е добра да се занимавате со маните на другиот, а не со собствените мани. И решив дека Ванчо Чифлиганец е можеби баш поради тоа свое огромно човечко филантропско срце, кој го имаат и други луѓе овде, се разбира, не сакам, се е тоа еден мозаик, како што рече Чифлиганец на нашата македонска филантропија, сакав едноставно да го откриам доброто. Значи, од дефектолог да се претворам во човек кој што ќе ги истакне позитивните страни на нештата. Ние навистина сме премногу преокупирани со тоа кои се дефектите на луѓето и поради тие дефекти не ги гледаме нивните добри страни. Инаку шегата на страна и Ванчо си има своји дефекти. Знае да биде напорен, по 10 пати ја прочешлувавме книгата, ова слика ваму, перфекционисте и така натаму и така натаму. Меѓутоа, доброто во тоа е што 3,5 милиони евра, и сумата тука воопшто не е важна, ја спомнувам само кога ќе ја споредите со светските суми на филантропија, тоа е навистина капиларна филантропија, но за Македонија тоа е огромна сума, и кога тоа ќе го земете предвид, вие фактички станувате свесни дека ваква книга мораше да се појави за да се иницираат и други вакви книги, за други наши добри луѓе.
за други наши филантропи, за други наши професионалци. И филантропот по дефиниција е професионалец најпред. А потоа е не би можел да биде филантроп ако нема љубов кон својата професија и перфекционистички однос кон таа професија. Значи, оваа книга ја напишав за да почнеме во Македонија, тоа ми е желбата, една серија на гледање добронамерно кон другиот, а не само на тие, како ги нареков, дефекти, а себе си се нареков дефектолог. Затоа што? Еве ќе ви кажам, таа визура да ги бараме дефектите и маните кај другиот ќе не уништи како народ. Пред некој ден, пред да тргнам за наваму, влегов во автобус, во трамвај. Трамвајот беше празен. Влезе еден човек и седна до мене. Во тој момент, јас кон него почувствував омраз. И реков вака, што бара да седи до мене, кога нему го целиот трамвај е празен. Во следниот момент помислив, да, тој е дојден да ми каже, јас можам да седнам кај сакам, ама јас го сакам твоето. А потоа кога слегов, почнав да размислувам за мајка Тереза, која, бидејќи се подготвувавме за промоција и мајка Тереза ја имаме и на фотографија како една од најистакнатите филантропки која потекнува од Скопје, нели? Гонџе Бојаджију. И кога слегов се сетив на тоа дека таа еден ден го дала својот најнов капут, само што и го купила мајка и се вратила дома без капутот и мајката ја прашала каде ти е капутот Гонџе, каже, вели го дадов на еден питач тука. Како му го даде, вели, на питачот? Зошто му го даде? Затоа што нему му беше попотребен одошто мене. Кога тоа ќе го споредите, тој однос на љубов кон ближниот, со ова моја импулзивна реакција, шо бара овој да седне до мене, ели, на празен трамвај, навистина човек може да се чувствува само засрамен. И сакам да кажам дека е многу полесно да најдете причина да мразите човек, како оваа случка со трамвајот, одошто да најдете причина да сакате човек. И само уште ова ќе го кажам. 4 години сум пријател со Ванчо Чифлиганец. Станува збор за безинтересно пријателство. Кој сака да верува, нека верува, кој не сака да верува, нека не верува. Кај него ме плени таа негова прва реченица, ние направивме 3 книги до сега, ова е 3-та книга за Ванчо Чифлиганец, ме плени таа негова реченица дека не сака да го гледаат преку парите. Јас исто не сакам да ме гледаат ниту преку мојата слава, ниту преку мојот талент, ниту преку парите кои ги немам, преку мојот имот, односно немот. Да? Значи, сакам да ме гледаат како човек. И 4 години се дружам со него од тие причини. Се појавија 3 книги и јас, говорејќи за таа наша дефектологија и завист, морам да кажам, имаше и вакви реакции. Кој знае колку пари зел Венко за да ги напише тие книги. Луѓе, ние престанавме да веруваме дека може да постои искрена емоција, дека може да постои искрено пријателство. Ние заборавивме да се воодушевуваме едноставно од делата на нашиот ближен. Или ги гледаме како собствен неуспех, пораз, туѓиот успех е наш неуспех или пораз, или гледаме некоја заднина, ако некој некого